Обвинителот Рајче Пеливанов од тимот на Ислама Бази и обвинетиот Исмет Гури, кој сега е во бегство, разменувале пораки и си договарале средби додека Пеливанов беше дел од СЈ, дознава Алфа. Поради ова му беше покрената и дисциплинска постапка која беше доставена до Советот на јавни обвинители. Според сознанијата, додека Гури бил осомничен, подоцна обвинет и осуден во предметот Титаник 2 на СЈ, а Пеливанов беше дел од сега згаснатото обвинителство на Катица Јанева, си одржувал приватни контакти со него. Неофицијално пораките се извадени од телефонот на Гури, кога кај него беше извршен претрес откако доби статус на осомничен во предметот за даночно затајување. Индиректна потврда за комуникацијата Пеливанов Гури е одговорот од обвинителството, во кој се вели дека имало предмет со комуникации по кој се постапувало. Јавниот обвинител, постапувајќи по претставка, веднаш оформи предмет во кој побара за наводите да се произнесат и споменатиот јавен обвинител и јавниот обвинител кој постапувал во конкретниот предмет, како и шефот на соодветното јавно обвинителство. Извршен е и увид во предметот на кој се однесува комуникацијата, пошто во декември беше донесена одлука дека нема основ за поведување дисциплинска постапка и дека во случајот не се изнесени доверливи информации, ниту е извршено влијание врз текот на овој или кој бил од друг предмет. Став побаравме и од обвинителот Пеливанов. Прашавме за пораките кои ги разменувал со Гури, нивното пријателство, влијанието, но и дали тој однос го имали во моментите кога осомничениот избега, а неколку денови пред да се покрене обвинение. Добивме краток одговор во кој Пеливанов не негира, туку се повика на официјалниот одговор од институцијата каде што работи. За прашањата што сте ги доставили до мојот претпоставен и до портпаролот, ми известија дека ќе добиете официјален одговор во најкраток рок. На истиот одговор се повика и Ислама Бази, без да коментира дали со ваквите сомнежи се влијае врз ниската доверба на граѓаните во обвинителството. МВР на почетокот на годината распиша потерница по Гури, кој стана недостапен на органите на прогонот на 5 декември лани. Во јули минатата година заедно со уште 15 лица, бизнисмени и инспектори од УЈП беа уапсени под сомнение за злосторничко здружување и даночна измама со оштетување на големи фирми за околу 2 милиони евра. Гури заедно со дел од осомничените формирале непостоечки фирми на кои им давале фиктивни потврди од УЈП за враќање на ДДВ. За Исмет Гури заедно со друг поранешен функционер на ДУИ, Ејуп Алими, имаше судски протест Титаник 2, кој се однесуваше за уништување изборен материјал во Чаир.